Во превентивна функција и денеска ставени се на располагање целокупните ресурси на локалната самоуправа при општина Кривогаштани, вклучувајќи ги јавните предпријатија, некои од приватните фирми и населението. Изминативе денови санирани се критичните места, од каде во првиот бран надојдената вода ги урна насипите на одводните канали и речните корита. Моментално во општина Кривогаштани на располагање имаме поголем број на механизација, односно активирани се сите багери кои што постојат во нашата општина и багерите од приватните лица кои што ни излегоја во пресред, како и целокупната механизација со кој располага јавното комунално предпријатие. Имено во општина Кривогаштани детектирани се 4 критични точки во овој период. Тоа е Крушевската река во делот на влезот на Кривогаштани од Крушево. Тука ни се двата канали, односно така викано блато, делот во Боротино, каде што ни е и Црна река, вклучувајќи ги Воѓани, Бела црква и Пашвиноровци, како и насипот кај населеното место Слави. Меѓутоа, ние овие изминативе денови превзедовме комплет мерки за нивна санација, бидејќи имаше мало оштетување од надојдените води и сметам дека сме спремни да го дочекаме новиот бран на надојдена вода која што ја неуваат метеоролозите во Република Македонија. За престојното дененојќие, за кога се најавени обилни врнежи и нов воден талог, општината назначи дежурни екипи за поодделни населени места, мостови и сообраќајници. Во функција за потребите на населението ќе бидат и 2 дежурни телефони. Општина Кривогаштани, ја ви апелирам, моментално на располагање ќе има 2 телефонски броја. Тоа е општинскиот број 0484711280, каде што граѓаните ќе можат да пријавуваат било каков вид на проблеми од евентуалните поплави, како и телефонскиот број 070404161 и да го бараат Александар Маџаровски, кој што ни е фактички раководител на кризниот штаб. Исто така апелирам до самите граѓани на општина Кривогаштани, масовно, ако има потреба да се вклучат во помагање на екипите на локалната самоуправа, бидејќи како ресурси ние сме комплетно вклучени во справувањето со оваа криза, меѓутоа секоја помош од самото локално население ќе ни биде добре дојдена. И исто така апелирам, да не се прават одредени попречување во функционирањето на локалните власти. Во споредба со првиот влажен бран, кога општината остана 2 дена без електрично напојување, во текот на денешниот ден не се забележани дефекти на електричната мрежа. Воедно нема прекини во одвивањето на сообраќајот на регионалниот пат Прилеп Кривогаштани, иако тоа во најголема мерка вечерва и утре ќе зависи од нивото на водата на поплавените земјоделски површини од двете страни на коловозот и состојбата со одводниот канал Блато.